почитувани представници на медиумите, денеска имав средба со двајцата директори на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, со представниците од Лекарската комора, со представниците од Мој термин и со представниците на приватните доктори, примарни доктори во Македонија. И завземавме заеднички се договоривме да кажеме одедени работи до јавноста во Македонија, бидејќи се подигна прашина околу тоа што да се направи без електронските картички. Значи, би сакал да ве информирам дека тие картички се користат, односно проектот е почнат од 2010 година, а картичките се користат од 2012 година и не знам зошто чипот кој што се користи во картичките е ограничено на 5 години. Меѓутоа, сите тие што отишле на доктор знаат дека тие картички само ги носат со себе, воопшто не се користат. Така ќе продолжат да ги користат додека не изнајдеме решение како што треба. Плави картони нема да има потреба. Значи, можат директно сите аптеките, примарните доктори, секундарните доктори во терциерно здравство директно да го проверат статусот на осигурување. И ако има зелено, значи во статусот на осигурување, значи тој осигуреник е осигуран, и ако е црвено, значи не е осигуран. Практично никаква потреба да се печатат и да им се дадат на пациентите плави картони. Значи, од денеска нема да им се бара на ниеден пациент со себе да носи плав картон. Единствено ќе им треба како до сега. Таа карта без разлика имало, немало рок. Личната карта и здравствената книжка како што оделе до сега, само да се идентификува пациентот, односно осигуреникот. Плави картони се користеа за оние осигуреници кои што нема картичка. Дали ќе продолжи кај да се користи или воопшто нема да има картичка? Воопшто нема да има плави картони. Тоа е стара работа од која што сме се тргнали од пред 5 години. Размислуваме за многу подобро идејно решение. Веќе идната недела ќе имаме средба и со Министерот за внатрешни работи, со Министерот за информатичко општество, заедно со директорите на Фондот за здравствено осигурување, да изнајдеме кое би било најдоброто и најрационалното решение. Доаѓаат во обзир повеќе решенија, меѓутоа и со нашите информатичари од Мој термин и од Фондот за здравство ќе го разгледаме и ќе го изнајдеме најдоброто и најрационалното решение за сите граѓани, па и за сите наши пациенти. Дали тоа значи пациенти и граѓани што немаат електронска здравствена картичка, сега рековте дека нема ни плави картичка. Тие ќе треба едноставно како порано, ако нема некој здравствена книжка, треба да извади, треба да оди до подрачната единица на фондот и да си побара картичка, електронска картичка. Односно книжка. Картички, видете, има на одредени луѓе на кои што им истекува рокот. Меѓутоа, полно картички важат, кои што се земени 2012, тие истекуваат. И до крајот на годината околу 1/5 или 1/6 ќе им истече рок. До тогаш, јас се надевам, ќе најдеме решение, 2 во 1 или порационално решение за картички кои ќе немаат сертификат. Овие картички што ги користиме, значи, не сме ние криви за тоа. Крив е тој што во 2012 година нарачал картички во кои што чипот е ограничен на 5 години. Зошто на 5 години? Може ли да го бараат на 10, 15, 20, на неограничено? Зошто има институции кои што ќе треба да го докажат тоа? Зошто било на 5 години? Зошто граѓаните трошеле пари за сега ги фрлаат тие картички? А ние заедно ќе размислиме како можеме најрационално граѓаните кога ќе плаќаат евентуално за лична карта или една картичка, тоа да важи 10 години или 20 години, ќе видиме, ќе се договориме. Нема да кажам ништо дефинитивно до идната недела кога ќе го одржиме состанокот со сите релевантни институции што се поврзани некако со здравствената картичка и личната карта. А зошто воопшто почнаа да се делат картони за тие што никога веќе викаат дека нема потреба? Па и јас не знам, значи од Фондот за здравство сигурно некој сакаше да направи филм, ова е интересно, знаете опозицијата сака со здравството да се занимава и ние сакаме со нив да се поигруваме помалку, а не знам кој од фондот ќе побараме одговорност да видиме зошто се пуштени во оптек плавите картони, немало воопшто потреба. Но министре, сепак има луѓе што немаат електронска здравствена картичка, не ми одговорите. Што со тие колку имаат потреба? Господине, Тие што им е истечено. да, господине, има точно, има
луѓе што немаат лична карта и немаат пасош. Постапката како што е за нив, да одат да си побарат во подрачна единица или во полиција, тие што немаат лична карта во полиција, тие што немаат во подрачна единица. Ако немаат, ќе ја подигнат. Значи, тамо имаме 120.000 картички што луѓето не се подигнати. Стојат и не се подигнати. Едноставно, кај што живеат во градот, си одат и си ја бараат сопствената електронска картичка. За новите, како ќе бидат, за сега и старите што им е истечен рокот, со тој ќе одат. Само со таа картичка ќе одат, ќе им покажат бројче има, само едно бројче, ID бројче, за осигуреник. И аптека, примарен доктор, матичен доктор, секундарен доктор, терциерен доктор, само ќе провери статус на осигуреник во својот програм, во мој термин. Толку е доволно. И за новите картички ќе ве информираме. Ние сакаме да бидат лична карта заедно со картичка ако успееме. Ако не, ќе изнајдеме решение за тие што ќе треба, ви реков, 1/5 до 1/6 на граѓаните, до крајот на годината ќе им истече рокот. До тогаш се надевам ќе најдеме решение за да новите картички не ги вадат секој 5 години да ги плаќаат граѓаните. Туку да најдеме решение кое што е најрационално, го повторувам, и најдобро за сите граѓани. А новите ќе се плаќаат? Јас се надевам ќе се обидеме тоа да биде, ви реков, тоа е како идеја, уште не е договорено, да биде кога ќе извадат нови лични карти таму да биде. Меѓутоа размислуваме, таму има проблем за деца од 0 до 18 години или 12 години. Така да ќе размислиме кое би било најрационалното решение. Секако сакаме и рецептите да ги тргнеме, а сакаме да ги тргнеме и целата хартија од здравството. Меѓутоа ќе ни треба сертификат да има сите нови картички со кои што практично лекарот нема да има потреба воопшто да се потпишува на хартија. Министре, се извинувам од приеска сакам да прачам. Чекај, извинете, министре. Да. Со колегата да се поврземе. Веќе таа фирма не прави пластични Не прави, картички, да. завршен е тендерот, така. Човекот нема пластична картичка, значи тие пациенти реагираат. Дали тој пациент, дали на лекар, дали да земе лекови, може да отиде со старата книжка да си подигне лекови? Апсолутно да. Со старата книжка, со старата картичка, со личната карта. Со личната карта може да се провери дали осигуреникот е осигуран. Ако е осигуран, се може да земе. Секаква здравствена услуга може да земе. И не знам зошто толку паника дека треба плави картони. Еве, ова е повик до сите колеги кои што работат во здравството. 30.000 луѓе. И до пациенти. Значи, да, и до сите наши пациенти. Ако сте осигурани само со вашите лични карти или само со ваш пасапорт, пасош, одете кај што се даваат здравствени услуги, ако сте осигурани, ќе ги добиете. Додека изнајдеме решение кое што е најрационално и најдобро за сите граѓани и пациенти. Не е паника, министре, меѓу дека почнува да се делат картони на граѓаните, а вие не го објасните тоа, затоа се створи ваква ситуација. Да беше на време да објаснете сето ова и да не имаше да дојде Добро, еве, сега објаснуваме. Сега има на шофери да се делат и луѓето, затоа се створи паника. Подобро, еве ние тоа, јас се видам и таму зошто е постапено така, кога може многу едноставно да се провери статусот на осигуреникот, зошто ни требаат картички и листи, може да побара некои листови на сите граѓани во секоја зграда кои се осигурани. Што ни треба тоа кога може докторот by default, кога го прегледува пациентот, ја има таа информација. И тоа на Конституција очигледно ќе се печателе многу. Добро, сега ако комплицираме нема проблем. Значи од Фондот за здравство не е побарано до ниедна аптека и ниедна ординација да побараат плави картони. И затоа директорите ќе побараат одговорност од кој ја почнал оваа цела работа. Ќе си го врати ли Министерството за здравство посебно надлежностите околу електронската картичка или тоа ќе биде пак во фондот? Ќе се договориме, тоа е најмал проблем. Па битно е да функционира. Ќе се кандидирате за градоначалник? Не. Благодарам. Да, ќе биде укинат. Тоа е договорено и ќе биде укинат. Ви благодарам што дојдовте. Пријатно.